Добар ден на сите. Добар ден на самиче. Еве во денешното ново време, гледам сите сте тука. Еве да ви пуштам тоа што ќе работиме да видите. Ево, денес имаме проценти и шопинг, попусти, оскапувања, профит, загуба, такви некои работи во врска со проценти ќе ги работиме денес. Што нека ќе биде интересно. Видиме каква ни е состојбата, колку сте тука. Можно да бидат помалку од вообичаеното и го сменивме терминот на одржување. Ајде да видиме за утре. Може истиот термин или да бараме друг? Може исто. Готово. Штом се сложувате, значи и утре во 16 часот. Утре сне петок, така? Заборававме кој ден сне веќе. Добро. Повели? Само да ви известам дека во понеделник и среда малку ќе имам закаснување, бидејќи до точно 4 и некогаш и 4 и нешто имаме час. Добро, бе душо, тама работа. Како што ќе можете, така. Секако се снимаат, секако вечер ги има на YouTube сите истите, комплетната снимка, кој што ќе пропушти, може таму да види. И не е ништо страшно. Значи, за сите што сте тука присутни, да ни најавам дека, аве да пуштиме, ви кажав и минатиот час, се е спремно, сега само ќе ви покажам. Имаме уште, ова отвореното, имаме некои задачи со профит и загуба, за кои што ќе зборуваме денес, тоа е многу битно. И на крајот имаме еден предлог тест, значи утре ќе завршиме со оваа тема, за од понеделник почнуваме со нова тема. За сите ученици, не знам дали знаете, треба да се испратат вашите мислењата за вас до секој за своето оделение кај класните раководители. Мислењата ќе бидат во зависност од вашата активност тука, резултатите на квизовите што ги правите, како и тестовите што ги правевме додека не бевме во карантин. За ваша информација, денеска сне 9-ти, бидејќи последен пат бевме на училиште, да видам, во вторникот на 10-ти, од 11-ти почнавме дома, значи утре се навршуваат 1 месец. Откако сне веќе вака, ние првиот час го имавме од 16-ти, значи скоро месец дена работиме на овој начин, без прекин, исто како да сте на училиште. Дори часовите некојаш и подолго ни траат отколку на училиште. Значи, ево уште 2 минути, ќе почекаме и ќе почнеме. Повели? Тестовите прегледани се? Кои тестови, душо, тие што беа старите, што ги правевме на училиште? Прегледани се и резултатите се горе-долу исти, како и секогаш, плюс минус нешто. Ситница. Гледајте ги ви овие да ги дорешите што ви се полесните, сега што се објавени. Мола? Кои ќе бидат скроз готови, кои ќе ги одделам, кои ќе ги направам електронски, секој ќе си ги имате во папките. Значи, од секого посебно ќе ги сликам и на секој посебно во групите кај што сте ќе ги дадам. Значи, на секој посебно. Таман ќе си видите што е напишано, што не е напишано, па ако нешто не ви е јасно, тоа што ќе го видите таму, ќе зборуваме тогаш. Еве сне 46 веќе, сега точно е 16 часот. Почекајме уште. Мола? Не. Овој час нема да има. Добар ден, самиче. Добар ден. Матеја Ристевска. Како бе таа не е внесена до сега?
Ајде да видиме. Синчета тука е. Треба да е тука. Матеја Ристевска, еве јас овдека ќе ја додадам, ама мислам дека не ги гледам јас сите, гледам само првите 20 овдека. Што сте приклучени, има уште 25 што се присутни. Ја ги гледам гостите први ми се излистани. Вас не ве гледам. Последна што е приклучена е Христина. Има уште четворица што пробуваат. Не, тоа се наставниците. Кои што беа поканети ако сакаат да слушаат да видат како изгледа еден наш час оживо, а не се приклучени. Значи, еве сега ќе почекаме, значи 50 сне вкупно, ќе почекаме до 16 и повели? Денеска што ќе работиме? Исто вежби? Денеска ќе кажеме нешто ново, ама пак ќе вежби. Ама ново ќе биде многу мал дел. Еве сега ќе ви покажам, ќе ви отворам. Покажав, ама покасно се приклучи. Еве имаме попусти, цена на услуга, зголемување, намалување, профит и загуба ако имаме време. Пред се ќе имаме текстуални задачи, практични задачи. Денеска ова е практична математика. Значи, примена на процентите во секојдневниот живот. Денес пишете примена на проценти во секојдневниот живот. Ене, проценти и шопинг пишувам дека. Како што гледате. Наставниче? Повели? Додајте Матеја, не може. Ама ја додадов Матеја сега. Која е Матеја? Ристеска ја додадов. Сега е додаден. Додаден е сега, таа треба да има покана и да ја прифати само. Ама како и секој ден, така и сега треба да се даде самата. Веќе требаше да е побрзото. 16:02 минути, уште 3 минути и почнуваме. Значи морам да ви пофалам, се научуваме. Еве сега микрофоните кај сите и се исклучени, што е одлично. Значи полека научуваме. Ни требаше месец дена да бидиме редовни, ама важно се научуваме, што е најважно. Секој ден сме подобри. Што мислите вие, дали ви се интересни часовете? Или што би сакале да промениме во нив? Ништо. 53. Стандардната бројка ни е 60 и некој. Како и 1, 2, 3, 4, 5 сне гости, значи 48 сне наши ученици, а вкупно предавам на 80 и некој учени. 4 оделенија по 20, значи 80 на ученици треба да бидат вкупно. Од нив од 80 ученици приклучени се околу 60. Тоа е 60 врз 80 или тоа е 3/4, околу 75%, повели? По другите предмети зашто не одржуваме вакви онлайн часови по германски или по другите? Не знам. Не знам, сите наставници може да држат, еве сега. По германски имавме вчера час. Имаме час. И по информатика. Значи, дај сега, значи онлайн часот може да го држите на било кој начин, не може не мора вака да биде во ова. Ако го држите на Zoom часот не може да биде подолго од 40 минути. А ние можеме ако сте расположени до утре да имаме час. Значи одека немаме ограничување. Затоа колку ќе Наставниче, дали и наставничката Лидија по граѓанско? е ставена во Да, и испратена е поканата, ако сака може да присуствува. Значи поканата е испратена на сите наставници во 6 оделение и кој што сака може да присуствува да го гледа часов. Исто така направена е групата со оделенијата од 601 кај што не предава. Еден е поканет лично само иницијативно, а од некни има покана за сите ученици од 601. Вака се. Повели? Да ги набројам? Ајде.
Еве, тебе ќе те кажам прва, Деа, Давид, Деспина, Леона и Марко. Значи 1, 2, 3, 4, 5 гости имаме денес. Евака се, дечки. Ајде официјално го почнуваме. Добар ден на сите. Добро дојдовте во нашата училница. Како што може да забележите, значи вака, пред да почнем, ако имате било каков проблем со звук, со глас, со слика, навремено информирајте да знаеме да преземиме нешто. Значи, како што може да забележите, денес ќе имаме примена на процент во практични задачи. Најчесто забележувате, пред се тоа се користи во маркетиншки трикови што ги прават дуќаните или продавниците, каде што ви нудат најразлични попусти. Денес ќе се обидиме да научиме и да оценуваме што значи тоа кога има попуст и што значи кога треба да се наплати одредена услуга. И потоа, ако имаме време, ќе решиме примери во кои што ќе се запознаеме со двата најважни поими со проценти, тоа е профитот и загубата. Се обидам да ви објаснам на наједноставен начин што значи тоа профит, што значи тоа загуба и како се пресметува. Ама, ајде одиме се. Значи, ќе одиме по наследното. Забележувате на црвената етикета, на англиски е запишано, пишува распродажба 20% off, значи намалување од 20% на оригиналните цени на избраните производи. На втората исто така 50%. Значи, е за попуст, што најчесто го има низ дуќаните. Значи, во првото 25% и на второто 50%. Значи, тоа цената се намалува за 25%. Е сега, колку беше 25% во дропка? За да го пресметаме веднаш, брзо. Па значи, ако видите вакво нешто, 25% намалување, значи вие треба одма да знаете дека цената ќе ја намалите за четвртина. Значи, ако една милка чини 100 денари и вие ја купувате на попуст од 25%, вие треба да знаете дека цената незина оригинална ќе намалите за четвртина, што е 25 денари, и новата цена ќе ви дојде 75 денари. Пример. Наредно, ако сакате да купите, повели. Ништо не пишувам. Уште дискутираме на сликата. Ништо немам напишано. А сликата гледате, така? Добро. Значи, ако имате пак попуст од 50%, тогаш тоа значи што? Половина. Значи, се што ќе видите на цената, на оригиналната цена, земате само половина и толку плаќате. Значи, тоа ви значи процентот, ништо повеќе. Е сега, на втората слика. Значи, на втората слика, забележувате дека ова е некоја си сметка во која што една Кока-кола чини 2,5 фунти, една джинджер, не е ни битно што е, тоа 2,5 донари, 2,5 фунти, вкупната сума што треба да се плати е 5 долари, а внимавајте, долу има еден дел, сега ќе го објаснам тоа, сега прв пат ќе напишем, тоа е овој дел овдека, сервис чардж, што е 1 долар. Значи, ова што е додадено на сметката се вика услуга. Услуга за извршената работа. Еве, например, како би било тоа практично. Одите, например, во ресторан. Излегувате навечер и сакате да се почестите или одите фамилиарно на ручек и порачувате за јадење нешто. И потоа на крајот од сметката, по правило на бонтон, треба да ставите од 5 до 15% бакшиш на келнерот или било како. Но, тоа исто како услуга. Но исто така, например, ако позајмите кетеринг служба за одреден ваш роден ден, веселба, свадба или било што, освен што ќе ја пратите сумата што треба да се плати за кетерингот, вие ќе треба да платите и одредена услуга по број на лица.
Тоа е таа услугата што се доплаќа дополнително на цената. И најчесто забележувате таа услуга е изразена во проценти од сумата. Сега, гледајте го листава за шопинг. Овие 20%. Од која сума е пресметана? Што мислите? За да дојде $1. Значи, на која сума се пресметува оваа услуга? На која е целокупна сума? Што треба да се плати колку е во случајот? 5 евра или 5 фунти. Да, значи услугата се наплаќа процентот од тоа што треба да го платите. И потоа услугата се додава. Дали ви јасно тоа? Исто како, например, услуга за изнајмување на кола. Рентакар. Значи, освен што ќе платите ви одредена сума, вие треба да платите за услугата дневно, например, 5%. Пример. Сега. Како тоа оди во практични задачи? После ќе решиме и пример. За попусти, ева може да го напишите, че за попуст имаме оригиналната цена, која што рековме секогаш дека е 100%, процентен попуст, значи во случајот во претходната задача беше 25%, значи кога на оригиналната цена ќе го намалите попустот, вие добивате конечна или продажна цена што кога ќе појдете во продавница вие треба да ја платите. И тоа е 75% во овој случај од почетната цена. Значи, оригиналната цена минус пропустот, било во проценти, било во денари, ни ја дава конечната цена. А додека, ако имаме услуга, како претходно овдека, запишано, за услуга имаме слично. Имаме оригинална цена, која што повторно е 100%. Процентот за услуга, например, претходно во задачата беше, например, кај нас ќе додам најдобар пример, ДДВ. Кај нас ДДВ е 18%, може да биде 5%, може да биде 8%, зависи за кој производ, и ќе добиете конечната цена, на која што ќе додадем процентот за услуга или ДДВ во овој случај. И ќе биде или 118, или 105, или 108%. Дали ви јасно? Еве задачата што ќе решиме. Овдека кога зборуваме имаме неколку начини како тоа се прави. Еве сега на практична задача. Ќе решим дали во ви е јасно што ви го спомнував за услугата и попустот. Истото тоа и за зголемување. Еве вака се. Значи видете задачата. Задачата вика, ќе ја прочитам. Сите цени денес се на попуст од 10%. Значи кога ќе ја читате задачата, запишувајте. Имаме попуст од 10%. Сега, ако тренерките нормално чинат, значи, сега пишувам се што има во задачата. Еве овдека пишува 36 фунти. Значи не е битна цената, не е битна валутата, било што. Може и денари да биде. Колкава ќе биде нивната цена при попуст. Значи ни се бара новата цена откако ќе се примени попустот. Значи, ако го напишеме она претходно што беше, што ви го подцрта. Како беше тоа? Пишувавме оригинална цена, бидејќи имавме овдека попуст, што ми имаме попуст, имаме минус, и на крајот добиваме цена која треба да се плати. И тоа после попустот. Дали е јасно? Значи, оригиналната цена имавме дека е 36 фунти. Знаеме дека се нуди на попуст од
10% и треба да ја добиеме конечната цена. И сега внимавајте, како ова можеме да го решиме? Испомнав дека попустот, овдека, да расчистиме одма, е 10% од оригиналната цена. Значи 10% од овие 36 фунти. Ако знаеме дека оригиналната цена секогаш ја означувавме со 100%, тогаш кога на 100% ќе му одземеме, например, кога на 100% ќе одземеме 10%, колкав процент ќе ни остане? 90%. Значи, ако оригиналната цена била 36 фунти, намалена за 10%, значи конечната цена која што треба да ја платите, ќе биде, значи ова цена која треба да се плати. Таа е 90% од оригиналната. На овој начин добивме два различни начини како можеме да ја решиме задачата. Првиот начин е тој што е стандарден, што најчесто го користите, да пресметате колку е 10% од 36, на било кој начин како што учевме од претходните часови. Сега не повторувам, учевме најразлични значи. Ако внимавајте колку беше лесно. 10% како дропка беше десетина од 36. Па 36 поделено со 10 е 3,6. Значи, можеме да запишеме дека 10% од 36 фунти е 3,6 фунти. Значи, 3,6 фунти е попустот. Значи, ова ни представува попуст. И таа е цената која треба да се одземе од оригиналната цена. Значи, оригиналната цена беше 36 фунти. А кога 36 одземеме 3,6, ние ќе добиеме колку? 32,4. Тоа значи дека конечната цена, ова е цената која треба да се плати за тренерките кои се на попуст. Дали ви јасно? Значи повторувам. 36 фунти беше оригиналната цена. Таа цена беше намалена за 10% и видовме дека 10% всушност беше 3,6 фунти. Ако одземиме, ќе добиевме конечна цена 90% или разликата беше 32,4 фунти. Сега, вториот начин, што ќе ви го спомнам овдека, е директен начин за определување на конечната цена без при тоа да треба да одземате. Значи, ако оригиналната цена е 100%, така, ќе пишам оригинална е 100%, или тоа рековме дека е 36. Минус 10%, видовме дека е тоа 3,6, се доби 90%, ова е конечна цена која треба да се плати. Значи сега вие да повели. Некој пишуваше во чат дека Младен, мислам дека беше да го смениме час
Да биде во 10. Во 10 за Вајле нема да можеме тогаш да биде 10, толку рано нема да можеме да имаме час. Ама после ќе видиме, ајде, ќе се договориме. Значи сега, треба да пресметаме, внимавајте. Конечната цена. Ова е овдека. Што е тука, може да се пресмета. Исклучете го микрофонот само. 90% од 36 фунти. Зошто 90%? Па оригиналната цена беше 100%, а ја намаливме на попус од 10% и добивме 90%. Сега да најдеме 90%, можеме како сакаме. 90% како дропка е 90 стотинки по 36, или ако скратиме по една нула, ќе добиеме 9 десетинки по 36, а 9 по 36 е колку? 360 минус 36 врз 10, или тоа е 324 врз 10, или 32,4. Значи, ако пресметате 90% од 36, ќе добиете 324. А ако појдеме погоре, еве го добивме истото решение. Значи, наместо да пресметувате 10% па да одземате, можете директно да пресметате 90% од почетната сума и ќе го добиете конечното решение. Ова беше првиот наш пример. Еве сега ќе одиме да решиме втор пример. Дали имате нешто да прашате за примерот? Не. Добре. Сега вака. Има многу задачи овдека. Јас ќе изберам последната задача овдека. Тие е многу интересна. Многу актуелна. Повторно цените ни се во фунти, ама воопшто не е битно. Зошто се во фунти, можеме да ги претвориме и во денари, и во евра, и во милиметри, и во центиметри, во било која мерна единица, да ни се дадени мерките, задачата е иста. Еве следната задача. Значи, при распродажба, цените на во еден компјутерски аутлет се намалени за 15%. Значи, сите цени се намалени за 15%. Тоа што значи? 100% почетната цена минус намалувањето за 15% ја даваат 85% конечната цена. Значи, 100% беше почетна цена пред попуст, 15% е попустот, а ова е 85 цената која треба да се плати за производот. Бидејќи имаме 3 производи прикажани, ќе решиме двата, едната на едниот начин, другата на другиот начин, а третата ќе решите вие на било кој сакате начин. Многу битно имам уште еден дел во задачата на крајот. Вика, одговорите да се дадат заокружени на најблиска фунта. Значи, допишам со црвено. Одговорите да се дадат. Што вика на најблиска фунта? Заокружени, тоа значи заокружени на цел број. Значи тоа што значи? Ако имате децимален број, еве на пример 33,8, за да го заокружите на цел број треба да имате барем едно децимално место. Ве подсетувам што значише да се заокружи на цел број. Че ако имате децимален број, да имате барем една децимала. Две не мора, ама една мора да имате. Ајде сега да видиме. Првиот производ е лаптоп.
лаптопот, значи 100% од неговата цена е 399 фунти. Овој лаптоп е на попуст од 15%. Попустот, значи ево ќе го избришиме, попустот значи минус. Сега, и што спомнав минатиот пат, дека овој попуст сушност е попуст кој што се пресметува од оригиналната цена на лаптопот. Значи, треба да пресметаме 15% од 399. Како ќе го направиме ова? Учевме минатите часови. Сега ќе повторам. Имавте три различни начини. Првиот начин, што според мене е наједноставен, затоа што побарува најмалку множење од вас. Цената 100% е всушност, вака ќе напишам, 100% е целата сума, 399 фунти. Тогаш, бидејќи треба да дојдам до 15%, првен ќе најдам колку е 10%, а тоа се добива кога ќе делам со 10. 10% е 399 поделено со 9 е 39,9 фунти. Наредно, ми требаат уште 5 за да добијам 15. А 10 да дојде до 5 треба да го преполувам. Значи 5% всушност е 39,9 наполу. Са бројот се претвораше наполу, бидејќи ова е непарен број. Ќе му додадеме 0 да го направиме парен. Бројот 39 беше непарен, па ќе го земеме 38, кој што наполу е 19. Кецот што остана ќе го префрлам кај 19, а 19 нели е непарен, па ќе биде 18, молам, 95. Повели? Може малце погоре? Доволно е? Значи, 5% всушност е 39,9 наполу. Тоа е 19,95. Сега, бидејќи во задачата ни се бараше 15, ние само треба да ги собериме 5% и 10% и ќе добиеме, пишаме тоа, 10% плюс 5% е 39,9 плюс 19,95. Значи, 15% е, настрана ќе си собериме, еве ќе ги собериме, овдека е 0, 9 и 9, 18, 8 а 1, 18 и 1, 19, 9 а 1, 3, 4 и 1, 5, да не заборавиме децималната запирка. Чи 15% е 59,85 фунти. Значи, добивме дека 15% е 15,98. Сега тука ќе ви скренам внимание. Се бараше да го заокружиме. Немојте да заокружувате овдека и да го пишите 60 фунти, туку ќе заокружиме на крајот откако ќе го направиме одземањето. Затоа што го најдовме ние попустот. Значи 15%, значи лаптопот, ајде да напишам го, со попуст од 15% ќе чини, значи со попуст од 15% ќе чини од 399 го одземаме попустот. Значи 59,85 е попустот. Изразен во случајот во фунти. Оти тој беше почетокот изразен во проценти, а ние процентите ги претворивме во пари. И на крајот ќе добиеме 399, 59, 85 и ќе си одземеме. Значи сега, овдека е 8, 10, 10 минус 5, 5, 9 минус 8, 1, од 18 е 9, од 8, 3, 339,15, да провериме. 0, 1, 8, 9, 1, 10, 0, 1, 9, 1, таман, точно е. Значи тоа е вкупно 339,15.
Но бидејќи ни се бараше одговорот да е заокружен на едно децимално место, бидејќи во задачата се бараше конечната цена да биде заокружена на најблиска фунта, односно цел број 339,15. Заокружен на цел број, значи на единици, овде ќе пишам на единици. Значи, ова е цифрата на единици. Ја гледавме цифрата кец. Таја е единица, заокружувавме надолу, цената на лаптопот ќе биде 339 фунти. Дали ви е јасно? Да. Добре. Ајде сега да видиме. Одлично. Сега ќе одиме, овој ќе го добиете после сите, ќе одиме принтер чини 35. И сега ќе одиме на второто. Това беше под Б. Принтерот чини 35 фунти. Значи повторуваме идентично. Ќе пишем оригинална цена. Таја е, знаеме, 35. Минус, оти се работи за попуст. Попустот беше колку? 15%? Да, 15%. 15% и тега овдека ни е конечна цена. Ова попустот ќе пушта малку подолу. Тука немаме денари, еве го 15%. Конечна цена. Сега, оригиналната цена секогаш е 100%, и таа е целината, целото што вие треба да го платите кога би немало попуст. Бидејќи имаме попуст од 15%. Вие на крајот треба да платите вкупно 85% од сумата од оригиналната цена. Значи, треба да се плати 85% од 35. Значи, толку треба да платиме. Значи, сега ние ќе го пресметаме директно конечниот резултат, конечната сума, без при тоа да пресметаме колку се овдека 15% како попуст. Или некаде вие го учите како износот во случајот на попустот. Ајде да пресметаме колку е сега 85% од 35. Сега овдека ќе ви ги кажам, ќе ве потсетам на сите три начини како ова може да се пресмета. Првиот начин е ист како преđеска. 100%, ајде, вака ќе почнам да имаме место за сите три, вака, 100% се 35. Сега внимавајте, треба овдека да дојдете до 85%. Прво, ќе најдеме 10% колку. Се тоа е најлесно, затоа што ќе делиме со 10. 10% е 35 делено со 10, сушност е 3,5. Така, бидејќи имаме овдека петка, можем да најдам и 5 колку е, ама ја ќе искористам една друга нешто, ќе искористам 50 да ви кажам како може поинаку. 50% од почетното е само наполу. 35 наполу е колку? 1 од 15, 14 е 7, значи 17,5 фунти. Сега, за да добијам до 80, треба да... Ајде вака, да добијам први 5. 5 може. Ќе го подлечам. Ова со црвено наполу, а може да добиеме 5, ако овие 50% ги делам со 10. И ќе видите дека на двата начини ќе добием исто. Ако 10% го земам наполу, ќе добијам 5, а 3,5 наполу
ќе добиеме дека се 1,1575. Или пак видете, 50, ако го поделевме со 10, ќе беше 1,75. Тоа е истото. Значи сега имаме 50 и 10, 60 и 5, 65. До 85 ни треба 20. Внимавајте. 85% ќе го добијам кога од 50% ќе додадам 10%, уште 10%, уште 10% и 5%. 50, 60, 70, 85. Може. Ако од 100% одземам 15%, јас ќе добивам 85. Дали имаме ние 15%? Ќе видите дека и на овој начин, и на овој вториот начин е исто. Ајде вака да видиме. 85% ќе биде првиот начин 50 плюс 10 плюс 10 плюс 10 и плюс 5. Ајде да видиме сасорет. 50% е 17,5. 10% е 3,5. Значи тоа го имаме 3 пати. А 5% е 1,75. Значи за да најдеме колку е 85%, всушност ние треба само да ги собериме сите овие вредности. Еве полека ќе пишуваме. 17,5, 3,5 и 3,5 е 7. И 3,5 е 10,5. Плюс 1,75. Ајде да ги собериме. 17,5, 10,5, така и 1,75. Значи овдека се нули, тоа е 5. 5 и 5, 10 и 7, 17, 7, а 1, 7, 1, 8, 1, 9 и 2. Ќе добиеме 29,75. Значи конечно, 85% се 29,75 фунти. Ова е едниот од начините. Навидум ви изгледа комплицирано отколку да множите. Но верувајте, ова е такво сега затоа што се лоши бројките. Ама секогаш може да собирате, полесно е да собирате отколку да множите. На вториот начин што сакам да ви го кажам е ако од 100% одземиме 15%. Еве, например, да видите дека ќе го добием истото. 15% го имаме колку беше. 15% од предходната задача, мислам дека го имаме. Ама еве вака. Значи 85% ќе го добиеме кога од 100% ќе одземиме 15%. 100% беше целата сума, тоа беше 35 фунти, а 15% беа 3,5 и плюс 1,75. Значи, од 35 ќе одземиме збирот на овие два броја. Тоа е 5,25. Сега, ако од 35 одземеме 5,25, ќе добиете 35 минус 5 не може за малку, значи тоа е 29,75 фунти. А видете ги решенијата? Предходното и ова решение се исти. Значи ова беше еден од начини. Друг начин. Како? Повели? Ќе се договориме на крајот, ви реков. Мислам дека рековме на почетокот да, ама ќе видим. Вториот начин е 85%, момент само да запишам. Повели. Ајде повели. Мислам да кажам еден начин. Ајде да го допишем овој, па третото ти ќе решава задачата, па ќе го кажи својот начин. Може така? Ајде, 85% од 35. На вториот начин ќе го запишеме како дробка. 85 стотинки по 35 врз 1. Сега може да си скратиме, може да си помножите 85 од 35 па да делите со 100. Ама бидејќи се големи бројките, ако скратиме, еве на пример овдека со 5, ќе добиеме 85 поделено со 5 е 1,
па потоа 35 е 17 врз 20 по 35. Сега 20 и 35 пак се кратат со 5. Кој ќе делам со 5 и горе и долу, ќе добиеме 17 врз 4, оти 20 поделено со 5 е 4, а 35 поделено со 5 е 7. Значи сега имаме 17 по 7 врз 4. А 17 по 7, 7 по 7, 49 е 9, а 4, 7 и 4 е 11. Чи добивме дека е 119 врз 4. И сега, повторно ова сега треба да го направиме да биде во денари, треба да си ги поделите. Да го поделиме со 4. Сега како ќе го делиме? Како што си делиме стандардно? 2, 8, 34, 8, да, 34, тоа е колку? 9 по 4, 8 по 4 е 32. Е 20, значи 28,5. Оп, значи ние некаде изгрешено имаме. Повели? 119 треба, не 114. Ете, затоа сгрешив овдека. Да, 119 и овдека сега ќе дојде 39. 39, затоа и го добив грешно решението. Тоа ќе дојде овдека сега 9. Ќе дојде 29, а овдека ќе биде 36, 30. 30 сега ќе дојде 7, 28 и овдека ќе дојде 20, значи ќе биде 5. Значи еве го 29,75, еве го истото решение. 29,75. Значи, повели. Кој реков на почетокот, ќе ги напишам сите на сите, треба да ги спремам, да ги скенирам и сите тестови резултати ќе бидат објавени во вашите тимови на секого посебно. Повели? Јас имам порешено, мислам има и друг. Да, знам дека има. Сега ова е вториот, третиот ќе го кажам јас, што ви го кажував, а потоа вие ќе го кажете во наредната задача на вашиот начин. Дали може така? Значи сега треба да пресметаме на трет начин. Тоа го учевме. 85% од 35. Процентот како децимален број. Тоа е 0,85 по 35. И сега треба само да си ги помножите броевите. Е сега, како ќе ги множите, зависи од вас. Можете класично да си ги помножите. Можете да користите техниката што ви ја кажав со квадратот. Еве сега за потребите ќе ја повторам уште еднаш. 85, 35. 5 по 3, 15. 8 по 3, 24. 5 по 5, 25. 8 по 5, 40. И сега петката ја препишуваме. 5 и 2 се 7, 4, 4, 8 и 1, 9 и еве двојката. Значи 85 по 35 е всушност 2975. А бидејќи имаме децимален број, значи овој производ всушност е 29,75 и еве го истото решение на сите три начини. Е се, мислам да видиме сега, бидејќи ви кажав сите три, еден од вас ќе ја реши последната задача на начин на кој што сам ќе избери. Јас само да најдам. Еве, играта не е битно. Да видам, ти беше преска прва што се јави или имаше пред тебе уште еден? Маја мислам дека беше, па после деја. Маја е 12,5. Играта. Маја може? Може. Вака само да запишам. Играта чини 12,5%. И таа е на попуст од 15%. Ни се бара која е незината цена. Значи, која е незината цена после попустот. Ајде да видиме како ќе решаваш. Ако го видов сега го забележав. Еве поздрав до наставникот. Ти слуша дека си многу активен. Ајде, повели Маја. Опа, не е процент, се извинувам, ова не е 12,5.
Значи ова не е 12,5%, нели тоа беше цената на играта, ова беа фунти. А не е битно. Ајде. 12,5 фунти. Добро. И тоа е исто како 100%. Добро. Тоа 100% ќе го земеме 15%. Како ќе го најдеме тоа 15%? По тоа што попустот бил 15%. Значи, еве овдека ќе пишам попуст. Тоа е 15%, значи треба да собираш или да одземаш? Треба да одземеме. Така, еве цената оригиналот. И сега? 100% минус 15% е еднакво на 85%. Добро, значи ова е конечната цена. Да. Ама 85% од колку? 85% од 12,5 фунти. Ајде така, од почетната цена на почетокот. Добро. Да. Ајде, видиме како ќе го најдеме. 85 врз 100 по 12,5 врз 1. Добро, и сега како го пресметуваш ова? Први двата горни броеви ги множиме. Колку ќе добиеме, значи ги множиме 85 по 12,5. Така? И долу целото ќе биде врз 100. Врз 100. Значи ги множиме како сакате и умеете. Еве, јас сега, ти како ги множиш? Класично. Ајде класично. 85, ама множиш со 125, така? Не мора може со запирката, ама после да му е згаден. Ама да, ама нели не, ако пишуваш тука како ќе множиш, значи подобро го множевме со цели, на крајот е вадевме запирката. Разбираш? Оти ако пишуваш овдека вака, ти треба да запишеш 85 по 125, па целово на крајот поделено со 10. Разбираш, затоа учевме така. За да го помножиме децималниот број, први множевме со цел. Ај бидејќи имам да не множиме на калкулатор, јас уште еднаш овој начинот, тоа ми е многу поедноставен, има многу начини како тоа да го направиме, а бидејќи имаме со 3, ќе го напишам уште едно одоздола. Е вака, 85 со 125. Секој од по линијата го делите наполу и си множите. 5 по 1 5, 8 по 1 8, 5 по 2 10, 8 по 2 16, 5 по 5 25, 8 по 5 40. И са 5, 2, 6 и 10 16, значи 6, а 1 8 9 и 1 10, значи 0 1 10. Ако добро помножив, и треба да биде 10.625 поделено со 10 или 1062,5. Е сега, овој број треба да биде на местото од броителот горе. Значи ќе добиеме 1062,5 врз 100. Колку е тоа? Значи ова е без да се заокружи. Значи цената на играта после попустот била 10,625 фунти. Ама бидејќи требаше да ја заокружиме. Треба да платиш колку? Ако ја заокружиме, треба да платиме 11. Зошто 11? Бидејќи 625 е поголемо од 500. Така, затоа што шеската е поголема од петка, па се заокружува нагоре. Да, затоа. Затоа на 11 фунти. Добро, Маја. Браво. Ајде сега вака. За Деја, бидејќи таа сега ви преска, решаваме уште една задача и толку за денес. Значи сега ќе барам од задачите што се во која што треба да се додаде услуга, а не да се еве. Ова е за во Англија цената, но може и кај нас, многу е практична задача. Сега во времево
Не е баш кој знае колку возможно, ама во нормални услови и како е возможно. И да ја добиеме во нашата ситуација, треба да биде ДДВ поинаков. Ева се. ДДВ во Англија е 20%. Са бидејќи нема овдека да го решаваме целото, ќе избери деја која што ја сака, другите две ќе ви останат за дома. Значи, ДДВ во Англија е 20%. Напомнувам, кај нас е 18%, но има и 5, и 8, и 10, и многу проценти. Во градежништвото следните цени се дадени без ДДВ. Каква ќе биде цената кога ќе се додаде ДДВ? Например, паркетот, еве го, 17 фунти, шајките, ако некој прави куќа, сега уствари не може се, по кутија 4,5, и сега последното, 24 бекатон плочки по цена од 1,20 фунти за секоја плочка. Деја сега избери една да ја решиме. Да ја решиш, тоа е. Ајде да избери сега, ти бираш, ајде. Ајде, кутијата со шајки ќе ја решаваме. Чи внимавај сега. Прво ќе те подсетам на тоа што го правевме, а потоа ти ќе го решаваш твојот начин. Значи овдека е оригинална цена. Значи сега овдека имаме на шајките. Овдека го имаме ДДВ, тоа е данокот, што сега се додава. И тој ДДВ во Англија, видовме во задачата, е 20%. И на крајот имаме конечна цена. Во задачата ти треба да ја најдеш, оти ти ги купуваш, колку треба да платиш. Че оригиналната цена била еве ќе пишеме 4,50. Оваа цена 100%, додаваме 20% на незе за полесно, ти кај нас ако беше 18 ќе беше многу потешко. Ајде сега како ќе речиш ти, така ќе решиме. Добро, како ќе го најдем ова? Добро, а вака, ама за да бараш така, прво треба да напишеш дека 100% се 4,50. Дали ти јасно тоа? И сега ќе најдиш 10% колку се? Така, добро, ти делевме со 10. Добро, за да најдиш 20%? Значи ќе дуплираме, само првиот пат делевме со 10, сега дуплираме и тоа се колку? Така, или 0,90, да не ја пишуваме нулата. Значи, ти пресмета дека, ајде те молам објасни, што ти пресмета сега? Овде. Значи, да, ДДВ, значи ДДВ пресмета дека се 0,90. Значи, ќе пишеме овдека дека ДДВ чини уствари 0,90 или 900. Тоа се овие 20% што ги даваме ние на државата за тоа што ќе го купиме. На крајот ќе добиеме колку? Добро, значи ова беше цена, ова е ДДВ, собираме и ти колку? Така, значи конечната цена што треба да ја платиш кога ќе купуваш шајки е 5,40 фунти, а колку е тоа во проценти? Така, значи задачата можеше да ја решиш ако всушност најдеш 120% од 4,50. Еве, одма ќе го најдем.
100% беа 4,50. Ти ги најде 20% колку се, тие се 0,90. Ако овие ги собериме, 120% ќе беше 5,40, без да мора при тоа да собираш. Дали ви јасно на сите? Дали, еве сега и без 5. Дали некој сака да реши уште една или доста е за денес? Ајде, препишете ги овие две што ви останаја и тие ќе ги решите и ќе ми ги пратите секој во својот тим. Значи, решивме под Б, решете ја под А и под В. А Гостите можеш да ја решиш и да испратиш како сакаш. И ти имаш група, имаш место кај што можеш да ги оставаш. Еве сега ќе ви покажам. Препишете ја за една минутка, па ќе ти покажам како. И гостите може да ги објават своите решенија. Ја ќе ви покажам како. Значи, паркетот е по цена од 17 и се додава ДДВ од 20%. Последното е многу интересно. 24 бекатон плочки по цена од 1,20 фунти за секоја. Е, тука внимавајте, може да најдете вкупната цена па да пресметате ДДВ, која ќе помножите по 24, може да пресметате ДДВ на една од плочките, па потоа да множите, се исто е. Како вие сакате. Е, сега, пред да завршиме да ви објаснам како, ќе го прекинам ова, ќе го гледате и ќе ви објаснам како може сите, без разлика дали сте гости или присутни тука, да го гледате следното. Повели? извинувам се, кај вас на месенџер ако нешто има проблеми. Па може би душо, може. Јас ова го правам за да не ни се претвори приватното што е на Facebook и на Messenger во место кај што треба со сати пораки да разгледуваме. Разбирате? Значи одиме вака сега. Еве го гледате ова. Ќе појдам јас во тимот. Значи, тимот во 600 оделение што го гледате. Еве овдека е квизот наместен, што беше некни во некој од оделенијата. Ќе појдете во 600 оделение. Ова што сино е часот моментално што оди. Во најгоре овдека, во делот за генерал во 600 оделение. Еве овдека. Во делот клас ноутбук. Кој ќе кликнете на клас ноутбук, ова кажи важи за гостите, ама таму се сите ученици. Е, добивте порака Welcome to the Classbook. Значи, ова е тетратката за цело оделение, за сите 250 гости. Кој ќе кликнете на стрелката, еве ги сите гости, сега да најдам Деја само. Еве Душко беше тука. Ако Деја беше покасно, значи ако ја нема ќе мора на друго место. Еве Душко ќе го отворам, ајде, ти знам дека беше тука сега. Значи, кој ќе го отворите кај Душко, кој ќе ги отворите во клас, кај него, Душко може да си ги напише и одговорите овдека на задачата, така што, кој ќе појде во инсерт менито, имате, може да пишува, значи Душко, Душко може да пишува тука, ама само Душко и ова што ќе го напише, тој никој не може да го види. Јас сум наставник, јас можам да ве гледам сите, а вие си имате ваше лично. И при тоа, може да додаде файл, може атечмент од телефон, може да додаде слика од камера, од телефон, ако сте на телефон, поврзани уште полесно вие. Може да додавате математички квиз равенки да пишувате, што вообичаено не може. И може да правите што сакате. Тука, значи, одговорите на задачите, ќе ги пишувате тука. Тоа зборувам за шестите. Што се за гостите. А за моите ученици, еве, например, ќе отворам од моето оделение, во исто во Генерал, во делот клас ноутбук, вие имате за секој ученик посебно папка, која што ги имате сите материјали.
Еве сега ќе отворам Ангел. И знам дека беше тука, Јана беше тука присутна. Еве материјали. Еве ги сите материјали што и се за работа на часот ги имате тука. Вие само ќе кликните на овој плюсот овдека. Имате нов документ. Тука ќе си пишите. Еве пример. Домашна работа, а всушност забележете, јас сум ви направил документ за домашна работа. И овдека сега ќе пишите вие. Домашна работа 1, само не се пишува. 1. Може да пишете наслов на лекцијата и истото што го објаснував ондека. Може да си го уредувате, да пишувате, може да си го отворите на компјутер, оти сите имате, еве го, Open Improviser, да не биде тука во Teams, туку директно си работите на компјутер. Ако имате апликација на телефонот или на компјутерот инсталирано, може да си отворите тука. Се што ќе напишите тука, го пишувате вие. Јас можам да го видам и можам да ви помогнам во секое време. Никој друг ученик не може да види што сте напишале, освен ако не му го споделите. А ќе го споделите, идам овдека имате опција за share, еве го овдека, ама тоа е понатаму. Значи, вие може да си ги напишете тука сите работи што ве интересира. Во инсерт внетнувате тоа што ви треба, може да си цртате и така натаму. Дали ви е јасно сега сите? Со тоа го завршуваме денешниот. Повели? Ништо не треба да пуштате. Ти само треба да го отвориш местото што ви го објаснив и да го напишиш. Не треба ниту да постираш, ниту да зачуваш, ниту ништо. Целата платформа ви го прави тоа за вас. Значи не треба, можеш да го напишеш и кога ќе немаш интернет, ќе се појави автоматски првиот момент кога ќе имаш интернет. Дали ви јасно? Значи можеш да прикачиш било што, да напишеш од било каде документот, слика од домашната да ја поставиш тука, јас ќе ја добијам веднаш првиот пат кога ќе имаш интернет. Значи не мора да биде... Молам? Да, само што ќе напишеш ти јас автоматски ја добивам. Значи нема потреба да се мислиш дали ќе биде зачувано, кога треба да биде зачувано, кај треба да биде зачувано, што ќе биде, како ќе биде. На тој начин ти пишуваш, јас автоматски го гледам, ти автоматски добиваш одговор. И тоа е персонализиран одговор, значи одговор што ќе одговара на твојата грешка, а не сега јавно вака на цел час, па сите ќе дискутираме задачата. Ако имаш нешто нејасно, ќе напишеш тука, јас ќе го видам и ќе ти помогнам. Дури и во време на часот може така да оди. Доколку станеме вешти во тоа. Дали ви јасно? Значи, повторувам, ова може да го прават моите ученици по секој предмет. Еве, например, бидејќи наставникот тој не беше приклучен. Во делот ФЗО што го отвори сега, наставникот ви наместил нешто, што треба да го одговорите. Вие можете овој документ да го отворите, видите, да го уредите во Teams, да го отворите во десктоп апликацијата, ако го имате Word на вашиот компјутер, или да го симните во пребарувачот. Директно, кога во Mozilla или во Chrome или во било кое, или пак да си го симните документот, да го пополните и на начинот на кој што ви кажав да го прикачите. Ама најдобра опција ви е директно во пребарувачот, ниту да снимате, ниту ништо. Оти во пребарувач ќе го имате иако немате интернет. Мислам, иако немате Word на компјутерот. Платформата ви нуди се за вас. И Word, и Excel, и PowerPoint, и било што. Дали ви јасно? Овдека во делот Files, еве ги сите фајлови, јас што сум ви ги местил, еве Давид, минуски има слики праќано, еве го од наставникот документот. Секој документ што ќе го местите ќе се појави овдека и може да го види секој. Затоа што во оваа група не е направено клас ноутбук, ама јас ќе ви направам сега. Значи, за да одговорите на наставникот, во делот кликнувате reply и одговарате на постот на наставникот. Ева, одговарате на постот на наставникот. Како ќе го одговорите?
било од вас. Еве имате овдека опција за спајалица. Ќе кликнете на спајалица, видите, се отвараат документите. Се отвараат, ајде грешка направив, значи еве овдека. Видите, може да прикачувате документ од каде сакате. Последната опција ви од вашиот компјутер или од вашиот телефон ако сте од телефон. Дали сум јасен? Ова може да го правите кај секој наставник. Доколку не ви кажал поинаку, се разбира. Епа, дечки, тоа е за денес. Се гледаме утре во 16 часот. Снимката, комплетната снимка од денешниот час ќе биде готова па за брзо. Време за околу час време ќе имате да ја гледате. Значи, се гледаме утре. Довидување.